Бојана, најпрво морам да признавам дека за мене како страстен читател и голем љубител на пишаниот збор нема поубав мирис од мирисот на тази испечатена книга. Но за да го почувствувам тоа чувство, ќе морам и јас да почекам до вечерва во 19 часот, кога е закажана и официјалната промоција на книгата Гледна точка на нашиот режисер, сценарист, продуцент и секако директор на нашата телевизија Алфа, Јани Бојаджи, кој што е со мене тука во вестите во 14:30. Најпрво ви благодарам што и во целиот овој денешен позитивен хаос во кој што се подготвувате за вечерашната промоција, најдовте време да бидете со нас и ви честитам за првото книжевно дело. Благодарам од се срце, Билјана. Се разбира, јас сум дома и, како се кажа, бев на многу медиуми, но дома си е дома. Така е. Велат дека за да се напише една книга треба многу пожртвуваност, посветеност, многу откажување и многу нервози. Барем тоа го кажуваат авторите кои што доаѓаат во нашата утринска редакција. Како се одлучивте на ваков чекор? Од каде идејата да ја напишете Гледна точка и колку време работевте на оваа книга? За писателите разбирам, но јас не се доживувам себе си како писател, така да во принцип нема таков однос кон работата и кон книгата воопшто. Напротив, книгата ми беше задоволство, напишана и со љубов, да, со многу посветеност, со многу труд, затоа што во принцип Гледна точка е научно дело, станува збор за книга која е настаната од десетина научни трудови кои јас сум ги објавувал во последните десетина години. Ми се чини само во едно издание на мојот универзитет Европа прима, сите други се објавени во странство и еден поголем дел, плотот на телото на книгата, практично е мојата докторска дисертација, која бранев пред 3 години на Универзитетот Неофил Рилски. Така да, во суштина, станува збор за научна книга, која од научен аспект го обработува проблемот на кинематографијата, на филмот, поточно проблемот на режисерот како генератор на сите проблеми во уметноста на филмот. Но во крајен смисол, книгата за издавање ја адаптирав да биде на ниво на белетристика, за да може да ја чита не само читател кој е инволвиран во уметноста, не само во уметноста на филмот, или туку во било кој друг уметнички жар, туку и најобичен читател, затоа што внатре во книгата има стотици цитати на многу познати филмски дела и на многу познати филмски автори. Така, нема да ве прашам за приказната на книгата, ќе оставам тоа читателите кои што ќе си ја купат, ќе ја набават да си прочитаат. Вечерва во кинотека ќе има официјална промоција. Како е замислена? Ќе има многу гости, ќе има ваши соработници од кинематографијата. Како ќе се одива целата вечер? Во принцип, јас и промоторот Алек Русјаков, кој исто така е режисер, освен што е писател. Јас сега за прв пат, освен што сум режисер, сум и писател. Така да, тие што ќе дојдат ќе имаат ексклузивна можност да присуствуваат на диалог помеѓу еден писател, поранешен режисер и еден сегашен режисер, еден писател. Се разбира, Алек Русјаков ќе ја представи книгата како тој ја разбира како писател и како режисер, но исто така ќе можат посетителите да слушнат еден дел од рецензијата на професор Атанас Чуповски, кој е дел од книгата, а останатиот дел ќе биде диалог, разговор со мене и со Алек, но и со нашата публика, со гостите, затоа што идејата на Алек му е да проверим дали тоа што јас сум го пишал во книгата е навистина така во животот, прашувајќи ги луѓето кои соработувале со мене на многу филмски проекти. И на крајот се разбира како специјално изненадување, односно како подарок на вечерта ќе биде тоа што за прв пат ќе го покажеме трейлерот од филмот и играната серија Утре наутро. Пред да ве прашам за Утре наутро, на крај ќе оставам уште едно прашање, дали посетителите ќе може тука да си ја набават книгата и во чие издание, да кажем? Да, книгата ќе може тие што ќе да купат тука, 400 денари е цената. Книгата е во издание на Cinnamon Media Factory, тоа е продукцијата со која јас работам последните
неколку години. Се мислевме издавач оно, но на крајот решивме да Синемон да издаде книгата, затоа што ние онака ќе се развиваме во сите медиуми, ќе се развива Синемон како продукција и издаваштво ќе биде една од тие простори за развој и Синемон решете да ја издаде книгата и многу ми е драго затоа што пракшен филмаджи ја редактира и издадоа книгата за филм. Спомнавте проектот Утре наутро, вечерва ќе може да го погледнеме и трейлерот. Јас сум сведок дека многу напорно работевте на овој проект изминатата година. Ќе може ли вака ексклузивно да кажеме кога да го очекуваме на малите екрани по успехот со Бистра вода? Верувам дека нашите гледачи со нетрпение очекуваат да видат што сте сработили. Во принцип, ние најавивме од почетокот Утре наутро се два проекти. Еден проект е игран филм, кој е изведен од самата серија. Филмот е готов. Во моментот се дотеруваат звук, слика, графички дизајн и за 10 дена филмот ќе биде спакуван. И ние сакаме да му ја пробаме среќата на филмот на фестивали. И очекуваме некаде на доцна пролет, рано лето да имаме фестивалска премиера. И потоа ќе игра филмот низ кината во Македонија и на есен, да сме живи и здрави, публиката на Алфа ќе може да погледне речиси 6 часа играна серија во 5 или 6 епизоди. Тоа се уште не сме решени ни тука, се уште, како се движиме низ оној свет на внатрешни потраги, како да изгледа, како должина самата серија. Но во секој случај не станува збор за современа социјална, политичка драма, која тие што знаат, тие што не знаат, практично серијата започнува на 27 април. Така, и за крај да ви посакам уште многу успешни проекти, не само во филмската дејност, туку и да не биде ова прва книга, нека биде прва во низата успешни проекти, литературни. Ти благодарам, Билјана. Иако сега после ова, знам дека кога ќе се отидам дома вечер, ќе се го поставам прашањето што ми требаше ова. Ви благодарам уште еднаш. Јас ги повикувам сите љубители на филмската дејност, сите љубители на пишаниот збор, сите оние кои што ќе сакаат, можеби да го прашаат нешто авторот и да си ја купат оваа книга. Вечерва во 19 часот во кинотеката на Македонија е официјалната промоција на книгата.